Веќе со месеци ниту јавноста, ниту родителите на семејствата на загинатите од Кочани немаат информација зошто не се свикува анкетната комисија за која власта и опозицијата кршеа копија чија да биде изгласана. Во дописот до телевизија 24 наведуваат дека заслужуваат одговор на ова прашање како и на сите други, но и бараат јасни, брзи и одлучни чекори од институциите. Како семејства кои ги изгубија своите млади животи, со загриженост ја следиме состојбата околу анкетната комисија, иако сите политички представници јавно изјавуваат дека случајот Кочани е приоритет, во собранието се уште нема конкретен чекор. За нас, ова одолговлекување значи продолжена болка и неизвестност. Очекуваме институциите, без разлика дали се од власта или опозицијата, конечно да ги определат своите членови и да овозможат комисијата да започне со работа. Нашата единствена цел е вистината да се утврди во целост и без влијанија, а одговорноста да биде јасно поставена. Времето кое поминува без дејствување не придонесува за доверба ниту за правда. Семејствата заслужуваат јасни, брзи и одлучни чекори. Партиите пак и денеска остануваат на истите ставови. Левица, иако најавуваше дека официјално ќе ги изнесат заклучоците од веќе одржаната постојана анкетна комисија, се уште не го направиле тоа, но велат во најскоро време ќе излезат со заклучоците. Проблемот е што владеачката партија го саботира процесот на анкетната. На почеток едва се изборивме да има анкетна комисија. Сега дојде време да заклучоците ги саботираат, но верувам дека во најбрз можен период истите ќе бидат официализирани и ќе бидат практично ставени пред пратениците, односно пред комисијата да истите ги изгласа. Пратеничката група на СДСМ, пак чиј лидер Венко Филипче речиси постојано најавуваше дека ќе достават предлози за членови и денеска велат дека сепак ќе го чекале официјалниот допис од Гаши. Треба да имаме основа, односно допис од претседателот на собранието Гаши на кој би одговориле деловнички за предлозите кои се бараат од нас да ги доставиме, а во врска со анкетната комисија за Кочани. Вака нема на што и на кого да се повикаме за да ги испратиме нашите предлози. Од ВМРО ДПМН пак само кратко велат остануваат на истиот став, дека додека не ги видат заклучоците на левица, не може паралелно да се тераат два процеси. Оваа комисија треба да брои 15 члена, односно 7 да има ВМРО ДПМН, по двајца да имаат СДСМ, ДУИ и Вреди, а по еден член Левица и Знам. Од сите овие пратенички групи досега само Левица испратила имиња за предлог на член и негов заменик.